Вести на Канал 8, добар ден. Протест организираа дел од родителите во Виница против воведувањето сменско работење за учениците од оделенска настава. Бараат да остане досегашната практика нивните деца да одат на училиште само во втора смена, а надлежните велат дека ги почитуваат одлуките на училишните одбори. Воведувањето сменско работење во основните училишта во општина Виница ги револтираше родителите на учениците од оделенска настава. Организираа протест пред училишните врати, затоа што ваквата новина, што се воведува на последниот ден од февруари, не добила согласност од нивна страна. Рекоа дека нема да дозволат нивните деца да посетуваат настава, затоа што надлежните не сакале да го слушнат мислењето на Советот на родители. Значи имаше спроведено анкета со која 90% можам да кажам од родителите не се согласуваа со одлуката. Баш као одлуката на Советот на родителите уопште не е ни прифанана или да се погледне. Едноставно како да не постоја Советот на родителите, такво мислење имаме, таков став ние. Советот на родители не. Советот на родители воопшто не ја одобрил оваа одлука и заради тоа беа определени членови од Советот на родители и членови од наставниците кои што требаше да контактираат со градоначалникот за да се објасни зошто оваа ненадена одлука баш токму пред крајот на школската година. Ова се 2-3 месеца до крајот на школската година. Градоначалникот воопшто нема контактирано со нив. Меѓутоа негов представник контактирал со нив и требало да дојде до наредни средби за да се реши проблемот. Родителите велат дека учениците ќе бидат спречени да ги реализираат и вонучилишните активности, а ќе се прават и дополнителни трошоци во училиштата за затоплување, електрична енергија и слично, затоа што наставата ќе се изведува до доцна попладне. Одговорните во двете основни училишта во Виница велат дека воведувањето на сменско работење значи почитување на одлуките на училишните одбори, донесени во ноември минатата година, во кои пишува дека измената ќе се спроведе во моментот кога ќе се создадат услови. Училишниот одбор одлучи, има одлука донесено во кој што е одлучено да се ротираат смените во училиштето, согласно со 29 февруари денеска, одлуката е стапена во сила и јас само ја почитувам одлуката на училишниот одбор во училиште Славчо Стојменски Виница. Наставата си тече нормално, значи малите деца се веќе на настава и така. Градоначалникот Дончев, кој е на службено патување, во писмена порака информираше дека не е надлежен за целата постапка со сменското работење, а во протестите на родителите препознава политичко влијание. Во август минатата година добив иницијатива од група наставници и родители за ротација на смените во училиштата. Како ненадлежен, иницијативата ја предадов на училишните одбори, а откако тие донесоа одлуки и добија позитивно мислење од Советот на општината, беа создадени сите услови согласно законот. Според мене, ова што се случува е класична манипулација со децата и има политичка позадина. За Дончев, дополнителен аргумент за реализирање на одлуката е и тоа што скоро сите училишта во државата работеле двосменски. Родителите рекоа дека ќе истраат на ставот целата работа да се преиспита, а жители низ Тибања дури се заканија со блокирање на магистралниот пат доколку изведувањето на наставата не остане на досегашниот начин. Заврши јавниот повик за доставување на барања за користење на средствата од програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2016. Најголема заинтересираност кај земјоделците од Кочани и регионот предизвикала мерката што се однесува за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустријски култури и за неа се пријавиле 118 земјоделци, бројка што е повеќе од двојно од минатата година. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани истакнуваат дека процентот на враќање за оваа мерка е 50% од вкупната сума. Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството и понатаму продолжува со давање на советодавни услуги на земјоделците и стои на располагање за помош на сите видови програми што произлегуваат од програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Најголема заинтересираност кај земјоделците предизвика мерката 121,5 што се однесува за програмата за рурален развој за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустријски култури и за неа се пријавиле 118 земјоделци, бројка што е повеќе од двојно од минатата година кога се пријавиле 54.
Целата сума на побарување е повеќе од 60 милиони денари. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кочани истакнуваат дека процентот на враќање за оваа мерка е 50 од вкупната сума, а може да оди и до 75% во зависност од специфичноста на подрачјето, староста и полот на подносителот. Во мерката 121.5, што се однесува за програмата од рурален развој за набавка на механизација, која што предизвика најголем интерес кај земјоделците, можеме да кажеме дека ние како работна единица во Кочани направивме некаде околу 118 деловни планови, преку кои што земјоделците аплицираа за своите потреби, дали е тоа трактори или приклучна механизација, при што целата сума на побарување изнесува некаде преку 60 милиони денари. Овој оглас се заврши на 19 февруари и можам да кажам дека ова е најголемиот интерес што досега земјоделците го имаат искажено во врска со оваа програма. Повеќе од двојно од минатата година. Денеска истекува рокот за пријавување за враќање на средствата за ново подигнати насади и тука нема пријавено голем број земјоделци, а во тек е и мерката за помош на млади земјоделци за започнување земјоделска дејност, која што побудува голем интерес кај младите земјоделци. Критериум за поднесување за оваа мерка е кандидатот да биде на возраст помеѓу 18 и 40 години и да има отворен фарм регистар што не е постар од 18 месеци. Оваа програма трае до 3 март и досега апликација имаат поднесено 5 земјоделци. Процентот на враќање на средствата за оваа мерка изнесува 100%. И постојаната мерка е наменета за пчеларите за набавка на пчелни матици и пчеларска опрема, за која што има поднесено неколку апликации, а програмата трае до 10 март. Инаку, од 1 март започнува и така наречената активност 1000 села, која што ќе се реализира на ниво на цела Македонија, а ќе се остварува преку кампањата за осигурување на земјоделските посеви. Помина уште една успешна собирна акција на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Децата од детската градинка Павлина Велјанова заедно со родителите и воспитувачките од градинката собираа облека, обувки и играчки за децата од социјално ранливите категории семејства. Уште една успешна собирна акција на Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со детската градинка Павлина Велјанова. Децата и родителите собираа обувки, облека и играчки за децата од социјално ранливите категории семејства. Преку акцијата тие се учат на хуманост, солидарност и да помагаат на другите деца и да станат одговорни граѓани на нашата општина. Досега има помина 2 клона, така што досега има задоволителен одзив од самата собирна акција и секако сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите што имаат донирано и помогнат да се направи успешна самата оваа акција. Во акцијата беа вклучени и воспитувачките кои се заблагодарија на родителите за соработката. Да им се заблагодариме на родителите што денеска излегоа многу хумани во собирањето и донирањето на облека. Сите дечиња дадоа голем придонес, дадоа многу облека, обувки и тоа за најразлична возраст. Освен собирната акција преку едукативни работилници, децата од детската градинка Павлина Велјанова учеа за активностите и работата на Црвениот крст. Денеска заеднички реализираме активности, тоа е дисеминација за Црвен крст на дечиња од предучилишна возраст, каде што самите дечиња преку игра, боенки ќе научат за самата организација што работи, секако ќе се запознаат со самиот емблем што го користи самата организација. Волонтерите од Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кочани и понатаму продолжуваат со ваквите активности. В среда ќе ги посетат и другите 2 клона на градинката, каде што ќе одржат работилници за изучување на работата на Црвениот крст. Форумот на жени на СДСМ од Кочани викендов организираше 8 мартовски базар со хуманитарен карактер. Се продаваа производи што сами ги подготвиле, а собраните средства ќе бидат донирани како парична помош. Викендов, членки на форумот на жени на СДСМ од Кочани го организираа традиционалниот 8-мартовски базар, кој има хуманитарна цел. Домашни специјалитети, украси и други производи што самите ги изработиле се најдоа на штандот во градскиот парк и се продаваа по символични цени. На тој начин, како што рекоа, сакаат да му дадат поинаков карактер на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената,
а очекуваат нивната иницијатива да биде прифатена и од другите партиски организации во кои членуваат жени. Како секоја година, така и оваа година, Форумот на жени на ниво на Република Македонија, така и на градот Кочани, организира хуманитарен 8-мартовски базар, со тоа што жените социјалдемократки ги донесоа своите производи прехранбени и други ракотворби и се продаваат така да средствата од продажбата се наменети за хуманитарни цели. Мишева вели дека ваквите активности ќе продолжат и во иднина, односно базари со хуманитарен карактер ќе се организираат и по други поводи. За сега, социјалдемократките од Кочани се уште не решиле за што ќе бидат донирани собраните средства, но најчесто целна група на која и се помага се социјално загрозените лица. Одржан општинскиот надпревар по математика за основните училишта во Кочани. Домаќин беше основното училиште Малина Попиванова, а најдобрите ученици ќе учествуваат на регионален надпревар. Во саботата се одржа општинскиот надпревар по математика за основните училишта во Кочани. Домаќин беше основното училиште Малина Попиванова, а учество зедоа учениците од сите 5 основни кочански училишта од 5 до 9 оделение. Најдобрите, односно учениците со први, втори и трети награди, ќе учествуваат на регионалниот надпревар. Надпреварот е во организација на Сдруженијето на математичари на Македонија. Во нашето училиште се одржува општинскиот надпревар по математика, на кој што учество земаат учениците од училиштата, од основните училишта во општина Кочани. Значи, учениците кои што имаат право да учествуваат на овој надпревар се ученици од 4 до 9 оделение. Надпреварот започна во 9 часот со време трајање од 2 часа до 11. Учениците со најдобри резултати ќе се пласираат потоа на регионалниот надпревар, кој што ќе се одржува во училиштето Кирил и Методи, а потоа и на републичкиот надпревар по математика. Први награди на општинскиот надпревар освоија учениците Данче Ајтовска и Драгана Трифунова, 6 оделение од основното училиште Свети Кирил и Методи. Прва награда од 7 оделенија освоија Теодора Санава и Сара Стоилкова и двете од основното училиште Малина Попиванова. И од 8 оделение прва награда освои Сара Манасиева од основното училиште Свети Кирил и Методи. Повеќе ученици од сите основни училишта освоија втори и трети награди и ќе учествуваат на регионалниот надпревар, а најдобрите од регионален одат на државен. Богат спортски викенд. Следуваат содржините. 23 медали во поединечна и 2 медали во екипна конкуренција освоија каратистите на карате клубот Партизан од Кочани на 16-тиот поред меѓународен карате турнир Ипон Куп 2016 во Лесковац, Република Србија. Во генерален пласман по број на освоени медали каратистите на Кочанскиот клуб го освоија третото место. Во конкуренција од 750 учесници од вкупно 55 клубови од Македонија, Србија, Бугарија и Црнагора, каратистите на карате клубот Партизан од Кочани од 16-тиот карате турнир што во неделата се одржа во Лесковац, Република Србија, се вратија со освоени 23 медали во поединечна конкуренција и 2 медали во екипна. Во генерален пласман пак по број на освоени медали каратистите на Кочанскиот клуб го освоија третото место. Прво место во категорија кати освоија каратистите Сунчица Ангелова и Филип Димитров. Во борби први места освоија Филип Стојанов, Ангел Стојанов, Ѓорги Петров, Роберто Здравковски, Димитар Јакимов и Василија Христик. Вторите места им припаднаа во кати на Денис Гацов, а во борби на Кристијан Грозданов. И трето место во кати освоија Марија Василкова, Јована Сандева, Давид Штерјов, Дејвид Миладинов, Филип Стојанов, Алберто Миладинов, Мартин Јаневски, Василио Богданов и Кирил Карајанков. Во борби пак трето место освоија Дамјан Велков, Давид Пецов, Ангел Митев и Сандра Димитрова. Уште една информација од спортот. Продолжија надпреварите во првата фудбалска лига за мажи и жени. Женскиот фудбалски клуб Кочани го одигра првото коло од пролетниот дел на правенството и извлече нерешен резултат против Топ Гол од Битола. Штипска Брегалница како домакин во Кочани беше поразена од Шкендија, а Осогово немаше успех на пријателскиот надпревар против Плачковица во Радовиш.
Стартот на вториот дел од овогодишното првенство во првата фудбалска лига за жени не му донесе голем успех на женскиот фудбалски клуб Кочани. Нашиот клуб гостуваше во Битола на надпреварот против Топ Гол и успеа да изнуди нерешен резултат. И покрај големиот број неискористени шанси и пресврати, на крајот двете екипи ги поделија бодовите со постигнати по 3 гола на двете страни. Кочанските фудбалерки први постигнаа погодок, но битолчанки навреме се консолидираа и на крајот од полувремето водеа со 2:1. Во продолжението, гостинките го изедначија резултатот, но сепак не додржаа до крај. Примија трет гол, пошто мораа да бркаат бод, што им успеа дури во финишот од надпреварот. Со тоа, наместо со планираните 3, во Кочани се вратија со само 1 бод, со што во прашање се доведува освојувањето на шампионската титула. Викендов продолжи и пролетниот дел од првенството во првата фудбалска лига за мажи. На стадионот Никола Мантов, Штипска Брегалница како домакин, го пречека есенскиот вице-шампион Шкендија 79 од Тетово. Штипјани не се прославија со прикажаната игра, а уште помалку со крајниот резултат. И покрај солидната поддршка од трибините на кои имаше околу 1500 навивачи, тие примија 3 гола и без освоени бодови се ставија во ситуација во наредните кола да се борат за зачувување на прволигашкиот статус. Третолигашот Осогово пак одигра пријателски контролен надпревар во Радовиш против Плачковица и претрпе пораз. По победите на двете претходни пријателски средби, жолто-сините се вратија со празни раце и 3 гола во својата мрежа, иако му пружија солиден отпор на есенскиот лидер на табелата. До крајот на средбата постигнаа 2 гола, но тоа не беше доволно за да се надомести резултатската разлика, па надпреварот заврши со резултат 3:2. Кошаркарите на баскет Дино во третата и во младинската М18 лига викендов гостуваа во Куманово против Михајловски. Повозрастните претрпеа пораз, а младинците се вратија со освоени бодови. Висок пораз од 18 коша разлика претрпеа кошаркарите на баскет Дино во првото пролетно коло на третата лига. Гостуваа во Куманово на надпреварот против екипата на Михајловски, која по традиција им е незгоден противник, што се покаже и овој пат. На нашите момчиња не им помогна ниту одличната игра што ја прикажаа во текот на целата средба, при што се водеше неизвестна резултатска битка. Сепак, концентрацијата им попушти во последните 10 минути и им дозволија на домашните да ја покажат надмоќноста и да направат сериозна разлика, за што говори и резултатот од 72 спрема 54 во нивна корист. За разлика од повозрастните, младинците на баскет Дино покажаа посигурна игра и победија против своите врсници од Михајловски во М18 лигата. Иако екипата отпатува за Куманово со само 6 играчи, на 1,5 минута пред крајот од надпреварот, тие имаа предност од 6 коша разлика, но домашните изедначија и мораше да се игра продолжение. Нашите момчиња беа посигурни во продолжението и победија со 78-76. Сепак, дамка на гостувањето остава несериозноста на младите кошаркари, кои одбија да патуваат во Куманово. Тоа беа информациите во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.